Здраво, љубители на животните! Добродојдовте во уште едно издание на емисијата за миленичиња пријатели. Погледнете што ви припремивме за денес. Со нашиот денешен гостин ќе разговараме за украсни птици и за украсни гулаби, а тој воедно е и судија за украсни гулаби. Здраво, Горан, како сте? Здраво, добро, вие како сте? Добро, ви благодарам за гостувањето во нашата емисија и да ги представиме вашите деца кои што ви помагаат во оваа работа во гулабите. Да, тука се мојот постар син Виктор Трајковски, кој што ми е десна рака и најмногу ме заменува, а исто тука е и малиот Давид, кој му помага на брат му во секојдневните врски околу птиците. За почеток раскажете нешто повеќе за украсните гулаби. Од каде тие потекнуваат и кажете ни го нивното правилно име? Украсните гулаби потекнуваат од доста европски, па така да кажам и од азискиот континент имаме гулаби. Значи имаме померански гушан, тие се од америчко потекло, имаме обрнато крилски гушани, тие потекнува од Чешка, па има од Германија, вочувасти до бошари, така да има од доста, само од кај нас уште се уште немаме гулаби заведени во Европскиот сојуз на птици, така да сега нашето друштво е во тек за и ние да поведиме една раса на гулаби и па се надеваме дека во најскоро време и ние Македонија уствари имаме ние една, таа е македонската масарка. Тие ја знаат како македонски ружан али тие структури што им се напишани нив некако не се слагаат со нашиве тукашни одгледувачи на таа врста на гулаби, баш нарочито Прилеп и Битола најмногу ги чуваат тие масарки, полканатли да кажем, и така да треба да се направи и то корекција за тој гулаб, а исто така и се уште собирам информации за одгледувачите на Бајаскур. Тоа е новата врста што сакаме да ја промовираме во Европа на македонски гулаб. Моментално кај мене во волиерата има повеќе видови на украсни гулаби, како што се перикери, капуцинери, добошари, двочуби, кингови, обрнато крили гушани, бели гушани, плави, енглески лепезани, коврџави, така да сите тие се еден вид на структурни украсни гулаби за што не летат, исклучиво се чуваат за украс. Видов во вашиот дом дека имате многу титули, а како што ни кажавте има и друштво за гулаби. Дали може да ни кажете нешто повеќе за тоа? Ние сме едно од првите друштва во Македонија што е оформено друштвото Трагопанот Прилеп. Потоа има од Тетово Дијамантски петел и сега најново друштво ни е Златен бантам од Скопје од Шутка. И во тек е регистрирањето и на Македонскиот сојуз на друштва, значи за да можеме ние да одиме настрана од Македонија да изложуваме наши птици и да се надпреваруваме таму, мораме да имаме сојуз, бидејќи не може да не пушта преку граница да ги пренесеме птиците доколку не е сето како што треба со документи. Секоја година традиционално имаме изложби во Прилеп, тие се во октомври, во крајот на ноември е во Тетово и годинава за прв пат има сега на 16 и 17 мисламе во Скопје, во Шутка. Сојузот се надеваме дека ќе профункционира како што треба. Јас сум подпредседател на Сојузот, председател е Ванчо од Тетово, председател на нивното здружение. Имаме одлична соработка со сите друштва. Ги поканувам
има доста одгледувачи и по другите градови, но не знам зашто не сакаат да направат еден чекор повеќе да оформат и тие друштва, бидејќи знаеме дека и во Битола има доста одгледувачи на украсни птици, во Охрид, Кичево и доста да идат на нашите изложби посетени се. Ево ова нека биде напел за них. Ова ние стално апелираме, значи мораме да одиме еден чекор голем понапред за да биде поразвиено дружењето. Тоа е едноставно вид на дружење, разменување на мислења и друго. А за титулите од каде се тие добиени и зашто се? Овие титули ги имам добијано за најубав гулаб на изложба. Претежно за гулабите ми се добијани, а посебно прошлата година 2012 добив за најдобар воопшто одгледувач на украсни птици. Бидејќи не чувам јас само гулаби, чувам фазани, пауни, пајчина, папагали, канаринци, повеќе видови на птици чувам. На кој начин одржувате хигиената и колкав простор им е потребен? Хигиената нормално се одржува со навремено чистење. Тоа е прво и едноставно и да се запазат од болести, значи колку повеќе што чистите, толку е помала веројатноста птиците да заболат од некаква болест. А просторно зависи колку ќе се решите да чувате први, па после просторно ќе ви кажи спрема колку птици ќе чувате, така да и просторот зависно тоа голем ширина, висина и шо птици ќе чувате. Од кои болести тие најчесто заболуваат и како вие се справувате со нив? Па видете, најчесто ние што ја викаме кај нас се јавува сушицата и однезе се уште нема кај нас донесено најдено лек, да речем едноставно за незе и гифајче и вртоглавица, така да доста од лекарствата ги земаме од Србија, бидејќи таму малку повеќе тие се со ова работа позапознаени и понапредни, тие од Маđарска увезуваат лекови, така да кај нас во Македонија ветеринарниве доктори некако не сваќаат за озбилно нас одгледувачиве на птици, да речем и на гулаби. И така да имаме голем проблем тука што не можеме да најдиме лекарства за нив и тие работи. Како овие гулаби се приспособуваат во нашите услови и дали чувате некои други освен овие? Овие гулаби многу лесно се привикнуваат и на климата и на живењето. Тука нема никаков проблем за тоа. Чувам исклучиво структурни украсни гулаби, значи тие се само за украс, не чувам за летање. И нема некоја посебна за нив ни храна, ни посебно внимание да посветите воопшто, како сите останати гулаби, така и тие едноставно се храна со пченица, царевка, малце концентрат, сончоглед и тоа. Одгледувањето на гулабите е традиционално во вашата фамилија или вие сте првиот што ги одгледувате? Би можел да кажеме дека ова е заразно хоби. Јас сум од мојата фамилија прв што почнав со ова работа, така да за во дворот купив само 4 обични бели лепезани, колку за еден кеф за во дворот да имаат дечината да дека беа помали за да... Али ова заразно хоби така навлезе кај нас, што сега можам да речем имаме еден вид на една мала мини золошка во пердуваста живина. И се надевам дека и моите деца, колку што гледам по мене, идат ми помагаат дека ќе се пренеси кај нив таа љубов кон птиците. Тоа значи дека тие ти помагаат кога вие не сте во домот околу хранењето и другите? Да, обавесно. Значи немаме никаков проблем дали сум јас тука или не сум. Виктор е доволно запознат со работата, со хигиената што треба таму да се одржува, исхраната и секој едно нешто. А Давите покрај него тука нормално да му подај нешто ако треба и така. Што е особено карактеристично за овие птици? Особено карактеристично, значи пред се кај нив треба да има доволно хигиена, бидејќи тие имаат доста разноврстни пердуви и држењето на пердувите му е специфично. Така да доколку не е хигиената како што треба, нема да биде птицата тоа што треба да биде птицата. Значи
едноставно ќе се валка, имам украсни фазани, пајчина, ако не е чисто, нема да му се види убавината на пилето, што треба вистинската слика да биде прикажана. Тие се еден прекрасен декор во двор, така да кажем, кога ќе ги пуштите на двор, тие може да се кача најмногу што може да се кача на покривот од куќата, ама да некој и толку не се качува, али затоа па нивната структура на пердови, боите и ставот нивни е прекрасен, барем за мене, бидејќи јас се одлучив на такви гулаби, тоа е љубовта према нив е голема. Преспанско-пелагонискиот регион е најпознат во гледувањето на гулаби, но сепак, дали овие гулаби ги гледуваат многу луѓе кај нас во Македонија? Видете, украсниве гулаби, структурниве гулаби, нема многу одгледувачи во Македонија. Значи, према излагање во поизложбиве што одиме, можам да речам дека некаде 10 души во Македонија с нешто чуваме вакви украсни гулаби, додека од другиве гулаби што се летачиве кај нас, па Прилеп можам да речем дека секоја втора куќа има гулаби. Многу од луѓето се песимисти кога станува збор околу гледувањето на гулаби и кажуваат дека не можат да сватат зошто луѓето гледуваат гулаби. Па дали може да ни кажете која е љубовта која вие ја чувствувате од нив? Па видете, никој не може да каже љубовта за спрема нешто додека не го чува дома да види како е. А јас сум сигурен дека кога еднаш ќе го неси нештото дома, нема после враќање назад. Тоа е еден вид на зараза, да речеме, така да чувствувам љубов бидејќи чувам нешто не секојдневно, што го нема секаде. И ми е интересно, тука преку летото доаѓаат, па да не кажам, безброј деца млади, малечки, со баби, со дедовци да ги гледаат пауните кои ќе пуштам во дворот, да ги гледаат фазаните, пајчината, значи нешто што го нема и му е доста интересно и јас сум радосен што ете ги поседувам тие и ги имам тие птици. Дали имате некоја несекојдневна случка која што би можеле да споделите со нас? Па, наравно дека има. Секаде има по нешто, така да баш пред некој ден донесов од Сомбор нови пауни и едноставно паунката нешто ја исплаши во дворот, така да летна едно 4 сати цело мало, сите во комшите тука беа заангажирани да одиме да ја бараме паунка, да на сите му беше криво зашто да ни избега. Сепак се заврши со среќен крај, ја најдовме, се беше окей. Ја се враќав од на школа и мајка му викам кај е татко ми и вика паунката избега. Ја однаму го барам татко му и го најдов од двај. Мило ми е дека приказната се заврши добро на крај, а вас ви благодариме за гостувањето во нашата емисија и се надевам дека ќе имаме прилика повторно да снимаме. Можат лесно да ме пронајдат во јас сум од Прилеп. Ме има на Facebook профило, ме има на реклама 5 Трајковски Горан. По изложбите сум секаде, слободно, кој што сака нешто го интересира, било што од таа работа сум тука, сакам да му помогнам и ги поканувам доколку некој сака да зачува таква работа, да слободно се консултира со мене, што можам, ќе му помогнам. А исто и вас ве поканувам да дојдете на лето, кога пауните ќе има големи опашки, па да ги пуштиме во дворот малку да ги снимате како вистинска атракција. На лето сигурно дека ќе дојдеме. Ви благодарам уште еднаш. Kijk, kom eten. Let op de kies. Opet jij? Azaj. Парот Мајкл Џејмисон и неговата девојка Джеки Смит, покрај тоа што одгледуваат 14 кучиња, тие одгледуваат и тигар во нивниот дом. Тие изјавиле дека премногу ги сакаат животните, па сакаат да имаат несекојдневен миленик дома. Бенгалскиот тигар има повеќе од 170 килограми и трча слободен низ дома. Кога дома имате ваков миленик, немате потреба ни за агенција за обезбедување, нели? Авантуристичката двојка си го вдомиле овој тигар додека бил само 9 месеци. Му го дали името Ензо и од тогаш е сосема слободен во домот да шета и најмногу сака кога се качува на трапезариската маса и му послужуваат јадење.
По подолго време со нас се повторно мали херои, ние ниту ги имаме запоставено, ниту па те имат прекинато со нивните активности. Сега во оваа прилика со нас е Цецето и ќе ни каже што се случуваше со нив во изминатиот период. Здраво, Цеце, како си? Здраво, Иле, фала, добро. Вашето здружение имаше акција за хранење на бездомните кучиња и мачиња. Кажи ми, дали помина таа акција успешно? Да, сега пресно имавме акција која носеше име Нахрани бездомно животно на улица. Акцијата помина успешно, нахранивме многу бездомни кучиња и мачиња кои што ги сретнавме. Идејата ни дојде од самото секојдневие во кое тие се наоѓаат и ги преживуваат тие денови без храна, без вода, без љубов. Идејата за оваа акција е поттикната од самата гледка на улиците на бездомните животни, со секојдневието во кое тие живеат. Мислам дека кај нас во Македонија ова е прва ваква акција. Поправи ме доколку го грешам. И кажи ми дали таа помина успешно. Да, ова е прва акција во Македонија со нашето здружение Мали херои. Во план ни се многу повеќе активности отколку досегашните. Во зависност од нашите средства, од нашиот буџет на здруженијето и од другите поддржувачи кои што не бодрат, кои што помагаат во таа акција. Во зависност дали тоа ќе се вклучат граѓани, дали ќе ни помагаат со храна, со некои средства за живот што можат да им помогнат на животните или во зависност ако можат да вдомат некое бездомно животно, нашите активности ќе продолжат и понатаму. Пред да започнеме со снимањето, ми кажа дека бевте на посета на Среќнов домено куќе. Дали често одите на посета кај тие кучиња и кажи нешто повеќе за Среќнов доменото куќе? Да, сега баш пред неколку дена бевме во посета на тоа кученце. Беше најдено кај гроздот, поточно од наш волонтер. Имаше рани на предните и на задните екстремитети на нозете, не можеше да се движи буквално. Интервенција имаше од ветеринар. Го заедовме кучето, го сместивме привремено, за тој период закрепнуваше, раните му беа зашиени. По некое време, можам да кажам дека под 3 до 4 недели се јавија сопственици кои сакаат со душа чекаат да вдомат такво пилениче и сакаат да му пружат добар дом. Бевме во посета на тоа кученце по име Џони, му дадовме име Џони. Старо е околу 5-6 месеци. Сосема закрепнато и сега живее среќно со новиот сопственик. Оние луѓе кои што сакаат да си вдомат милениче, да помогнат, да донираат или сакаат да ве пронајдат за било што, каде може тоа да го сторат? Сите оние кои што сакаат да ни се придружат во нашето здружение или сакаат да помогнат со храна или било каква донација, може да не најдат на нашиот телефонски број, во нашата канцеларија во Домот на културата или на нашиот Facebook профил. Цецен, претходно разговаравме околу ажурирањето. Пајде да ги запознаеме нашите гледачи повеќе околу тоа. Така, ново е тоа, има регистар на бездомни животни. Тој регистар е направен проект од Здруженијето за заштита на животни од Скопје Анима Мунди и Асоцијација на активисти за права на животните од Скопје исто така, во соработка со нас Мали херои и со Animals Voice од Велес. Во тој регистар ќе има податоци за секој сопственик, ќе може секој сопственик што вдомува животно онлайн да се ги пополни тие податоци, ќе има име, презиме, матичен број и подпис негов. Исто така тие податоци се заштитени, за да здруженијата што се приклучени во тој регистар, за да имаат пристап и да проверат кој бил сопственикот и неговите податоци, треба да поднесат барање за тие администратори да го дозволат тој пристап на тие податоци. Ти благодарам за гостувањето во емисијата Пријатели и ајде за крај ако може еден совет до нашите гледачи. Еден апел од нашето здружение, грижете се за бездомните животни, особено за кучињата, мачињата кои не можат да се грижат самите за себе, кои што им треба храна, им треба вода, им треба топол дом, вдомете колку што можете повеќе и придружете ни се во Мали херои. Get the meter. Get the meter. Ruby is not your ordinary dog. Ruby's job is to keep her owner Faith alive. Не можам да си го замислам животот без кучето. Доколку не беше тоа, досега мојата ќерка ќе имав погребано. Фейт Вилсон има само 3 години и боледува од диабетис. Единствената работа која ја одржува во живот е незиното куче кое се вика Руби и е трениран да ја почувствува кога се променува нивото на шеќер во незината крв.
Женката од расата златен ретривер Руби е дресирана преку незиниот осет за мирис да почувствува кога има промени во нивото на шеќер во крвта на малата Фейт, што досега во безброј ситуации нејзе и бил спасен животот. Навечер беше најстрашно. Се буде во паника и трчав накај неа, само да видам дали е жива, кажува за американскиот ТВ канал Сара Вилсон, мајката на девојчето, за тоа како изгледаше незиниот живот пред да ја донесат Руби во незиниот дом. Таа најповеќе се плашела да не успее да го спаси животот на незината ќерка кога ќе ја падне шеќерот во крвта, што би оннело директно во кома, па решила да најде куче кое е посебно истренирано за грижа на луѓето диабетичари. Руби е купена $10,000, што мајката не можела да си ги дозволи, али благодарејќи на хуманитарците и црквените донации, на крај сепак се добро заврши. Не можам да си го замислам животот без Руби. Знам дека доколку не е таа, моето дете одамна ќе беше погребано, вели мајката на Фейт. In Van, Bethany Moore, KLTV 7 News. И ова беше крај на емисијата, пријатели. За крај ќе ви кажеме како се дресира едно куче, односно како битолченец го прави тоа. Куче, брат, ако е поштова, седи. Гледајте ни наредниот пат на исто место и во исто време. Чао.